сето она кое што тие луѓе како амандмани, она што беше договор со министерот беше прифатено и се надеваме дека дадат подршка на новој закон, кој што навистина мора да се согласиме дека е стар на неговото функционирање, барем на актуелното решение и се што се обидовме да направиме е да понудиме нови модалитети, како од повикување на градоначалник, комунална полиција, градски архитекти и така натака, така да очекувам да го поддржат на пленарна. Добра, во однос на забелешките од ДУИ на членовите во Советот согласно резидентно и нерезидентно население и нивните толкувања дека тоа може да го наруши Охридскиот рамковен договор, што мислите за тоа? Мислам, дали тие амандмани ќе ги прифатите? Јас добив печатот кога пратениците од ДУИ ги објаснуваа тие амандмани дека тие практично не го признаваат пописот кој што сами го спроведува, ние како опозиција имаме забелешки. Така да таа категорија на резидентно и нерезидентно население тие ја воведува на пописот и практично сега доаѓаме до тоа кој што ние го кажувавме дека не е категорија која што треба да биде вброена, бидејќи се остават дополнителни проблеми. Така да не сметам дека амандманите беа од нека суштинска проблема, токму затоа